Недостатокот од работна сила се одразува и врз безбедноста на капачите во езерата и реките во земјава. Нема доволен број спасители да се ангажираат на сите локации за капење. Нашето поднебје веќе не произведува условно кажано нови спасители, односно спасители во толкав број за да се зголем, да се покрие секоја побарувачка. Најголемиот број лиценцирани спасувачи за водни површини доаѓаат преку Црвениот крст на Македонија. Таму постојат два центра за безбедност на вода. Едниот се наоѓа во Скопје, а вториот е во Охрид. Во Охрид имаме 11 капалишта кои што се обезбедени и каде што се ангажирани 17 спасители на вода. Во Струга имаме само 2 капалишта на кои што имаме 3 спасители и таа е состојбата. За жал сега не можам да кажам дека целото Охридско-Струшко крајбрежје е безбедно. Од Центарот за безбедност на вода од Скопје велат дека и покрај недостатокот од работна сила успеваат да ги распоредат тимовите. Една од локациите каде што има нивни спасители е водниот парк на спортскиот центар Борис Трајковски. Таму сезонава влегле повеќе од 5000 лица, а за безбедноста се ангажирани 13 спасители и медицинско лице. Центарот за безбедност на вода во Скопје оперира моментално со 32 спасители на неколку водени површини. Бројката на спасителите нормално и како и секоја година е во стагнација, да не кажам во благ пад. Популарна дестинација во близината на Скопје е и реката Треска кај Матка, но служба за спасување на вода таму не е присутна. Иста е ситуацијата и со другите реки низ земјата. Не постои служба никаква, буквално, на реките моментално или на една од најфреквентните места во Скопје моментално таа е Матка. Базенот на спортскиот центар Борис Трајковски е еден од ретките што работат во текот на целата година. Во просек дневно го посетуваат околу 500 активни пливачи и рекреативци. Имаме 4 вработени сертифицирани спасители кои што во текот на работењето се присутни на водите на базенот и мислам дека се обучени и доволно спремни за да не дај Боже ситуации да пружат и прва помош. За да се стане спасител, потребно е да се биде добар пливач, но и да се поминат обуки што ги организираат центрите од Црвениот крст. Најпрво за да станете спасител треба да сакате оваа професија, друго да имате добри техники на пливање. Генерално спасителите се на возраст од 16 до 23-4 години, така да таа е возрастната граница на спасители, иако имаме спасители што се повозрастни. Дамјан има 20 години и веќе 3 сезони работи како спасител. Идев како на пливање, од тоа ми потекна дека можам да се надоградам, да полагам за спасител, полагам и веќе ова ми е 3-та година. Не знам, едноставно сакам да помагам на други, поише некако ми е побитно да помагам на други него за самиот себе. Стручните лица додаваат и дека свеста кај македонските граѓани за опасноста што ја носи водата не е на високо ниво. Бројката на интервенции и асистенции варира од 700 до 1400. Бројот на активни давеници варира од 30 до 90 активни давеници. Бројката е таа. Од 30 до 91 активен давеник, морам да напоменам, само на базени и аквапаркови е сериозна бројка. На Охридското крајбрежје пак, годинава имало повеќе од 400 интервенции со укажување прва помош и најмалку 4 извлекувања на давеници од езерото. Од Охридскиот Црвен крст апелираат да се постават табли со предупредувања на плажите каде што нема спасители. Онамо каде што нема услови за безбедно капење и спорт и рекреација, треба концесионерот, оние кои што стопанисуваат со капалиштата, да постават соодветни ознаки, знаци, табли на кои што ќе биде назначено дека тоа капалиште нема безбедни услови и дека капачите го користат на сопствена одговорност. Тоа за жал не е нигде на Охридско-Струшкиот регион. Стручните лица ги советуваат граѓаните да бидат внимателни кога влегуваат во вода. Проценете дали сте за да влезете во вода, не секогаш вашето тело е спремно да влезе во вода. Не конзумирајте обилни доручеци, условно кажано, не конзумирајте алкохол доколку е возможно. Да се избегнуваат оние пловни објекти кои што не се технички исправни, да кажам, пловни реквизити. Да се посетуваат тие пливачки клубови, односно да се научи правилно да се користи водата и правилно да се научи да се плива, а со тоа доаѓа и само свеста за користење на водите онака како што е исправно. Пружањето помош на некој што се нашол во неповолна ситуација во вода
е одраз на човечност, но тоа треба да се прави внимателно. Едноставно болje е да викнете некој што знае, да не влегувате во тие проблеми, затоа што може да настане проблем поголем. Летната сезона е во полнек. Бројот на капачите рапидно се зголеми, а тоа отвори и полни раце работа за спасувачите. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.